Добар ден. Ве поздравувам и искрено сум многу среќна што денеска сте во толков број со нас да го чествуваме ликот и делото на Видое Подгорец. Имам чест и задоволство да ве поздравам и од моите директори, генералниот директор Павле Петров и директорката Весна Дуковска, кои што ќе ни се придружат на свеченото отварање на оваа манифестација, и да го поздравам нивното чувство, нивниот сензибилитет да дадат поддршка на оваа манифестација, затоа што моите спомени со Подгорец датираат некаде до пред 30 на години, токму во оваа институција, но во помалата сала горе. Беше моето прво читање на тоа што сум го пишувала. Јас седев на овој крај од масата, тој седеше на крајот, и кога го прочитав тоа што го имав напишано, тој само се подаде и рече: која е оваа распеана птица? Ова ќе го паметам за цел живот. А оваа птица денеска седи пред вас и има чест и задоволство да го слави ликот и делото на Видое Подгорец, затоа што наша цел е да го приближиме творештвото на Подгорец до децата. Ние можеме да зборуваме за него колку што сакаме. Ние знаеме кој е Видое Подгорец возрастните, но наша задача и наша мисија е творештвото на Подгорец да дојде во рацете на децата. И тоа е целта на оваа манифестација. Да го приближиме она што Подгорец го напишал за најмладите, но и да ги испровоцираме најмладите да пишуваат. Затоа оваа манифестација има за цел да го стимулира детското творештво, но да стимулира и нови автори кои што ги пишуваат за деца. Затоа ви благодарам денеска што се тука. Вие знаете дека низ страниците на списанијата Росица Другача, Развигор и Насвет се објавуваат негови дела, го чуваме неговиот спомен, но тоа сакаме да биде многу поголем. Ви благодарам, драги струмичани, што сте денеска со нас.